Велес е еден од градовите со најголем број на мотори по глава на жител. Многу почесто сообраќајните правила не се почитуваат од што се почитуваат, и тоа најчесто кога станува збор за младите луѓе. Како да се подобри кај нив сообраќајната култура, како да се заштитат себе си, но и останатите учесници во сообраќајот. На оваа тема разговарам со Мања Терзиев од клубот Носачи на крстот, мотоклубот Носачи на крстот. Добре дојдовте во дневникот на Канал 5. Кажете ми колку младите ја почитуваат сообраќајната култура, колку со непочитувањето на сите сообраќајни правила се изложуваат самите на ризика и останатите учесници во сообраќајот. Така, Ана, фала на поканата и на најавата. Значи, младите пред се кај нас во нашиот град во Велес, значи не ја почитуваат мотокултурата, односно носење на опрема, клучен дел кацига, поготово во овие летните денови, жешките денови. И мислам дека најголем дел од причината за големите последици при незгода со мотор е самото тоа, носење на некацига. Значи, младите мора да превземат, тоест не младите мора да почнат да почитуваат носење на кацига, а ние како членови на мотоклубови и како едни од луѓето кои што ја шират мотокултурата во нашиот град и во нашата земја, значи мора да се потрудиме тоа да го реализираме што поскоро и да бидеме подобро сватени. Значи, како мотоклуб, еве неколку години поред организираме, значи, со СВР Велес акции кои што се со цел да се подигне свеста на младите околу мотокултурата, заштитата, односно безбедноста при возењето на мотор и нели пред се подигање на свеста за носење на кацига. Така, многу често кога има таков вид на акции, младите се со оправдување дека возат на кратка релација, дека тоа е во град, дека некогаш заради мода ги оставаат поважен изгледот отколку нели самото носење на кацига, но верувате ли дека сите тие превентивни акции доколку нивниот број се зголеми ќе придонесе за да се зголеми бројот на млади кои што ќе ги почитуваат правилата и кои што ќе внимаваат на својата безбедност? Па секако дека да, значи секако дека колку повеќе вршиме напор, колку повеќе се залагаме за тоа да покренеме свеста, значи младите ќе сванат дека носењето тоест не носењето на кацига не е мода, туку дека тие треба да носат кацига, дека тоа е заради пред се, заради нивна заштита, заради заштита на тој кој што се вози со нив и ред други работи. А оние што се стварите кои што ги кажуваат кратки релации, премногу топло, значи тоа мислам дека не е никаков фактор за да не носат кацига. Се возили премногу брзо со мотори во град, па и надвор од град. Не само носењето на кацига, не зборуваме овој пат само за неносење на кацига, туку и останато непочитување на правила од типот на првенство на движење и слично. Да, за жал, да, се прават грешки. Значи не се почитуваат сообраќајни знаци, не се почитуваат условите кои што ги нуди сообраќајот во градовите, поготово во поголемите градови, секако и во малите. И не знам, околу тоа мислам дека тука повеќе влијание е самиот начин, односно самата култура која што човекот ја развива при првите качување на мотор. Значи ако оттогаш добие до знаење дека треба да ги почитува сообраќајните знаци, дека треба буквално да ги следи условите на патот, мислам дека и во тоа ќе успееме да направиме некои подобрувања, односно да покренеме свеста на младите. Терзиев, ти благодарам за разговорот во дневникот. Тоа се неколку совети и самите моторџи велат и препорачуваат младите, но и повозрастните, сите оние кои што управуваат мотор, дефинитивно да ги почитуваат сообраќајните правила, а особено оние лица кои што на помала возраст за прв пат започнуваат да возат на мотор. Со тоа ќе си го заштитат својот живот и животот на останатите учесници во сообраќајот.